Игор, има ли нешто ново? Односно Чомовски, тоа веќе што го кажавме и претходно, дека во 20 часот и околу 10 минути Сашо Мијалков е спроведен во Скопскиот истражен затвор со лисици на рацете и со неколку возила во придружба. Тоа ние го забележавме единствено како екипа во тие моменти како излегуваат повеќе возила кои едното најверојатно беше и од токму од специјалното јавно обвинителство кое што пламево побарало притвор за Сашо Мијалков поради опасност за екс-директорот на тајната полиција да се даде во бегство. Имено оваа информација секако е потврдена веќе од првиот човек на кривичниот суд Иван Џолев, но адвокатите на Мијалков информацијата ја добија од нас. Се уште во овие моменти не забележав да некој од адвокатите се дојде тука да добие и официјалната верзија на информацијата или пак сепак тоа ќе треба да го направат во шалтерите на Скопска единица, односно во кривичниот суд. Тоа што сакам да го напоменам е да биде појасно за јавноста дека Сашо Мијалков, поранешниот директор на УБК, е обвинет во неколку судски процеси кои ги води токму специјалното јавно обвинителство, а притворот му е одреден по предметот Таргет тврдина, кој што се однесува за масовното прислушување и уништувањето на апаратите за следење на комуникациите. Мијалков, меѓу другите предмети, е обвинет во случајот Трезор, тортура, како и Титаник 2 во однос на изборните нерегуларности што се однесува со членовите на Државната изборна комисија. Во овие моменти повеќе медиумски екипи го следат овој процес, односно се тука пред Скопскиот истражен затвор, откако Еден ТВ веќе објави дека е доделен притвор на поранешниот шеф на јавната полиција Сашо Мијалков. Тој веќе би требало веќе 1 час да е во притворското одделение во Скопскиот истражен затвор. Ако имаш прашање, Чумовски, нормално да повели. Ти благодарам, исцрпен си и ревносен си. Режија, уште еднаш дајте ми го Сашо Ордановски. И додека воспоставам контакт и го чуем уште еднаш неговото кажување, а подоцна ќе се обидеме двајца да правиме на одреден начин анализа, мислам дека во дескот се подготвува изјавата на Катица Јанева од минатата недела, во која Катица Јанева зборуваше и за улогата на Мијалков. Сашо, извини, уште еднаш правиме репринт на твоите информации. Еве, јас ќе ги повторам информациите, се јавувам од пред хотелот Мериот во самиот центар на Скопје, пред кој отприлike пред едно 80 на минути е приведен Сашо Мијалков. Според очевидците, во приведувањето учествувале неколку десетици на алфи во цивили. Тој е ставен во обично возило, значи не во джип, и е однесен за шутка, приведен е со лисици. При приведувањето немало никакви отпори. Целата операција траела не повеќе од 10 на минути, но дознаваме дека веројатно и неговиот автомобил е изваден од гаражата и потоа е однесен од страна на полицијата. Се појавија разни информации за неговото приведување. Според нашите информации немало пружење отпор, немало неред во целата таа акција на полицијата и приведен е на мирен начин и веднаш е спроведен до шутка. Според нашите извори, неговото приведување е во врска со оние 3 причини заради кои обично се приведуваат луѓе кои што се осомничени, а тоа е влијание врз сведоци, обид за бегство или уништување докази. Како што е познато, тоа е подбарање на специјалното јавно обвинителство, но не сме сигурни во овој момент дали не е во овој случај употребена истрагата која што ја води обвинителството за организиран криминал после бегството на Груевски и дали можеби во изминатите денови господинот Мијалков не бил на некој начин вклучен и во таа операција или пак во влијание на некои последици од таа операција. Но сега за сега ова се информациите што ги имаме само 1 час практично после приведувањето на Мијалков од пред хотелот Мериот во Скопје. Благодарам, тоа беше Сашо Ордановски. Се надевам дека немате заменам со Мијалков, извини Сашо. Би требало на таа линка извини, молим те. На таа линковска се уште на слобода. Локација треба наскоро да биде и Чаловски со еден бекграунд на последните реакции и политички активитети и полициски на Сашо Мијалков.